Струмичанката Александра Јанева со песната "Врати ми го сонцето" победи на овогодишното издание на музичкиот фестивал на забавни мелодии Макфест 2013. Победничката во една позитивна еуфорија по прогласувањето на победниците, видно возбудена, едва и даде изјава за медиумите. Искрено не се надевав, јас сакав публиката да го почувствува тоа што јас им го давам, и кога помина првата полуфинална вечер, јас сватив дека едноставно почувствуваа што јас им дадов. Секогаш додека пеам се соживам, значи со песната, и мислев како да го вратам сонцето. Паричната награда што ја доби од 70.000 денари, Јанева рече дека ќе ја потроши повторно во музиката и за своја надоградба во музичката кариера. Освен паричната награда, победничката доби и скулптура на Макфест, која ја врачи овогодишниот уметнички директор на фестивалот Драган Мијалковски. Автор на музиката и текстот, кој ги собра симпатиите на жирито и штипската публика присутна во салата на Домот на културата Ацо Шопов, е Ристо Самарџиев, а аранжманот на Владимир Дојчиновски. Малку сум затегнат во цета оваа фестивалска атмосфера, пошто сега доаѓам од пат директно, онака некаде на 5-6 можеби песна некако стигнав. Ама добро, окей ми е, супер е фестивалот, мислам дека со сите овие што се промени кои што се случуваат со него, мислам дека оди во позитивна линија. Годинава беа изведени 18 композиции. Втората награда отиде во рацете на Марија Бунда со "Не ме познаваш", за која доби парична награда од 45.000 денари, а третата припадна на "Како да те украдам" на Мартинијан Кириловски и за истата доби парична награда од 30.000 денари. За најдобар дебитант на 28-то издание на Макфест беше прогласен Панче Илиев. Минатогодишната второпласирана песна на Тамара Тодевска "Готово е" беше прогласена за најслушана песна помеѓу двата фестивала. Наградата за најуспешна вокална интерпретација и припадна на победничката Александра Јанева, за која доби плакета "Златен прстен" на Макфест. Наградата Драган Јакуновски Шпато за најдобар аранжман ја доби Александар Масевски за аранжман на композицијата "За крај" во интерпретација на Игор Митровиќ. Напната беше атмосферата и нервоза се чувствуваше во самите изведувачи поради техничките проблеми на јавниот сервис Македонската телевизија, која овогодишниот Макфест не го емитуваше во живо. Канал 8 и годинава беше со Макфест. Разговорот со победничката Јанева, како и со останатите учесници, ќе емитуваме во сабота во 16:30 во попладневната емисија на Канал 8.